И како што ви најавив дека имаме различни теми во текот на денешното издание за кои што ќе разговараме, започнуваме веќе веднаш со првата, која што едноставно има еден назив на акција на проект која се нарекува Бидете кум на нашето здружение. Станува збор за програма за обезбедување средства од донатори за работа со лица со попреченост. Ова е само начално вака најавено, но без разлика ние ќе разговараме и за самата организација, иако многу пати сме имале гости од оваа организација во телевизија 24, сепак за оние кои што можеби прв пат се среќаваат со неа ќе ја запознаеме, но јас многу зборувам секогаш на најавата, сега веќе ќе престанам и ќе ви ја представам гостинката, Софија Стојановска, која што е специјална едукаторка и рехабилитаторка, но и соработничка за обезбедување фондови во Отворете ги прозорците, на која и посакувам добре дојде. Ти благодарам, да. Ние нели цело време имаме некако можност да се среќаваме на проекти, на обуки, на некакви настани кои што се поврзани со нашата работа, ама еве прв пат јас да ви дојдам овде во студиото за малку подетално да си поразговараме околу нашите фандрейзинг активности. Ти благодарам и за најавата и за женскиот род вметнат во историја. Секогаш. Тоа веќе си знаат и гледачите, особено кога ќе ме видат мене на телевизија, тоа знаат дека феминативите мора да бидат присутни. Како си? Супер, одлично. Ако на ти преминав со Секако, комуникацијата. Се надевам дека е добро, веќе сте во акција, некои луѓе веќе почнуваат да го забавуваат темпото со оглед на доаѓањето на летото, но одредени организации немаат таков луксус, затоа што едноставно во текот на целата година луѓето имаат потреба од здружување, од вклучување во акции, особено од прибирање средства, кога станува збори за лица кои што или државата, но и општеството ги ставаат на маргините. Така што, ајде малку да се запознаеме повеќе со Отворете ги прозорците за оние гледачи кои што не знаат, иако станува збор за доста стара организација. Стара не, но полнолетна наскоро, затоа што 17 години постоиме, така што... Во Македонија 17 години преживување на невладин сектор е сериозно за плакета да ви се додели. Да. Што е Отворете ги прозорците? Отворете ги прозорците е здружение за асистивна технологија која што работи веќе 17 години и она што е наша главна цел, мисија и визија е потекнување на инклузијата на лицата, односно на децата и младинците со посебни образовни потреби или со попреченост. Работиме со асистивна технологија. Асистивната технологија се различни дигитални уреди, монитор, компјутер, дополнителни уреди, софтвери и слично, кои што овозможуваат да децата и младинците со попреченост да добијат едукација на еден поинаков начин, односно преку користење на компјутер, интернет, софтвери и слично. Одлично. Дали во текот на изминатите, еве веќе 17, скоро па 18 години полнолетство, имате искуства со луѓе кои што биле дел од вашата организација на каков и да е начин, но не вклучен однатре како вработени или како соработници и слично, туку корисници на вашите услуги, кои на времето биле млади и мали, веќе пораснале и да речеме сакаат тие активно сега да вратат назад кај заедницата. Таму од каде што добиле, а сега да вратат назад. Да, само до тоа, самиот факт, нели, дека постоиме веќе долго време, со самото тоа, освен што постои нашето здружение 17 години, во рамки на здружението постои и Центарот за асистивна технологија. Во Центарот за асистивна технологија работат специјални едукатори, рехабилитатори и логопед, кои што даваат, нели, на децата и младинците со попреченост едукативни часови. Сега во рамки на Центарот имаме доста успешни приказни, имаме преку 400 деца и млади кои што во изминативе години, нели, добиле едукација во рамки на Центарот. И како еден покарактеристичен пример кој што ние често го спомнуваме и се навраќаме, имавме една корисничка, односно моите колешки, јас во тоа време не сум била во организацијата, имале корисничка која што со помош на асистивната технологија успеала да ги постигне сите нејзини едукативни цели и моментално, односно пред некое време успеа да се запише дури на факултет, токму на насоката специјална едукација и рехабилитација, така што ова враќањето, добивањето и враќањето дефинитивно е нешто што го имаме. Бидејќи работиш исто така и како специјална едукаторка и рехабилитаторка, веројатно не може тоа да се опише со зборови, но ајде да пробаме најмногу што е можно. При директната работа со лицата, кажи ми, ваквиот успех, еве конкретно како овој успех, сега не конкретно за него, но веројатно си имала исто такви искуства и ти лично,
каде што гледаш дека лицата со кои што си работела успеваат, одат натаму во животот, а ти си имала еден многу малечок дел, ама многу значаен во нивниот развој. Ти дава ли постојано и натаму те движи како мотор една сила за да продолжиш со тоа што го работиш? Дефинитивно. Токму затоа јас во рамки на Сдруженијето работам и со корисници и работам како соработничка за обезбедување фондови, затоа што неблагодарно би било да се обидувам да обезбедам фондови за центарот, без и самата да следам што се случува во самиот центар, односно да работам директно со корисниците, така што во специјалната едукација, знаете, понекогаш има со текот на годините примери кои што се така драматични, да кажам, но во специјалната едукација ние имаме понекогаш на секојдневно ниво некои мини мали промени кои што навистина многу значат. Софија, што значи прибирањето средства? Тоа популарно се нарекува сега веќе меѓу младите генерации, ќе мора веројатно да изнајдеме некој единствен збор што ќе ги обедини тие описни зборови што ги користиме во македонскиот јазик, но што значи прибирањето средства од донатори? Бидејќи кога зборуваме за донатори, станува збор за многу општа група. Од една страна имате бизнис, од друга страна имате групи, имате компании, но еве фандрейзингот како таков, да видиме што представува конкретно во однос на вашата дејност. Да, јас еве овде ви донесов некои флаери кои што ги имаме испечатено, чисто како едно мини запознавање нели со нашата програма. Бидете кум на нашето здружение е програма која што постои веќе некое време, но од неодамна повторно ја рестартиравме, се со цел да можеме да возможиме на децата и младинците кои што доаѓаат во нашиот центар да имаат бесплатни услуги. Знаеме дека нели лицава кои што имаат посебни образовни потреби имаат потреба од доста дополнителни нели часови, понекогаш и физиотерапевти, логопеди, специјален едукатори, сето тоа чини, така што нашата идеја е да овозможиме и да ме олесниме на родителите на децата и младинците со посебни образовни потреби да нели може да добијате на бесплатна и квалитетна услуга. Кај нас така што бидете кум на нашето здружение програма која што има за цел да се обедини на некој начин со бизнис секторот и бизнис заедницата во насока на нели овозможување на квалитетна едукација на лицата со попреченост. Тоа во превод значи дека ние ги покануваме бизнис компаниите да станат кумови на нашето здружение, да донираат и со тоа нели да овозможат едукативни услуги на децата и на младинците кои што доаѓаат кај нас, а за сметка на тоа самите бизнис компании добиваат периодично на 3 на 6 месеци известување во однос на напредокот на децата, односно на децата кои што одлучиле да ги стипендираат. Во оваа прилика нели зборуваме за кумството, бидете кум на нашето здружение, јас некако цело време ги повикувам сите и одлучив дека и ТВ24 и тебе ќе те повикам да станете кум. Сега како во нашата традиција немаме баш ракија и бомбонери, ама добро, и за така преку едно телевизија, писмо. среќа и ракија немаше да смееме да... Да. А ова смеем да го отворам? Слободно, да. Внатре имате писмо во кое што ние накратко ве запознаваме со нашата програма и ве покануваме да бидете кумови и да донирате. Ете така. Писмо. Има ли интерес, Софија? Да. Веројатно да. Сметам дека се уште кај нас прибирањето средства постои, нели многу компании се насочуваат на тоа да бидат филантропски настроени, општествено одговорни, но сепак сметам дека би требало некако уште повеќе да се ангажираме за заеднички да можеме да успееме да ги поддржиме сите 40 на деца кои што моментално доаѓаат во нашиот центар. Што значи тоа како финансиски товар во однос на целосно одржување на сите оние потребни работи за тие 40 на деца, бидејќи тоа не е мала бројка? Да, ние како некој просек имаме земено дека доколку едно дете или еден младенец доаѓа кај нас во центарот, има часови 2 пати неделно, дека тоа би чинело околу 6000 денари месечно или 100 евра месечно. Така што ние секогаш нашите донатори ги повикуваме да донираат за едно или за повеќе деца и за временски период кој што тие би го одбрали. Не постои некакво ограничување во смисла да мора да потпишат договор со кој што ќе се ограничат да донираат, на 6, на 12 месеци, секогаш тоа е нели оставено на можностите на
на самиот донатор, но на нас ни е потребна одржливост, така што колку што може донаторот по долго време да го стипендира детето, толку подобро, затоа што нели на некои деца им се потребни неколку месеци за да постигнат одредена цел, а на некои им е потребно повеќе време, а нашата идеја е да функционираме така. Подолго, подржливо, поквалитетно. Ајде сега подлабоко да навлеземе во однос на тоа што се добива за тоа, што се добива детето или младинецот во однос на тие средства кои што се прибираат од донатори. Да, кај нас во центарот моментално имаме околу 40 на деца. Да видиме еден ден да објасниме на... Да, децата, односно корисниците кои што доаѓаат кај нас имаат различен тип на попреченост. Станува збор за корисници кои што имаат интелектуална попреченост, Даун синдром, аутистичен спектар, имаме слепи и слабовидни лица, имаме лица кои што имаат потешкоти во делот на читање и пишување, дислексија и слично. Така што она што ние најпрвен го правиме кога еден корисник доаѓа кај нас во центарот е правиме проценка на можностите и проценка на потребите. Така што функционираме на начин на кој што се ориентираме нели тотално кон потребите на самото дете. Секој дете има програма по која што работи, која што е наменета исклучиво и само за тоа дете, така што имаме еден индивидуален пристап. Она што го нудиме е асистивната технологија и софтверите. Па доколку имаме, не знам, дете кој што има можеби потешкоти во фина моторика, некакви моторни потешкоти, во тој случај ги користиме нашите асистивни уреди од типот на тракбол, џојстик и слично, кои што може да се монтираат на самиот компјутер и да овозможат да, ако еден корисник не може да го користи класичното глувче, да може со помош на друг асистивен уред, нели, да го користи компјутерот во насока на учење. Веројатно според сите истражувања и од она што јас сум имал можност да прочитам, е дека токму оваа асистивна технологија исклучително многу помага во растот и развојот на корисниците, бевна случајот кај вас. Да, па еве ова што го споменав предмалку, доколку станува збор за некоја моторна потешкотија, да речеме, не знам, одреден тип на церебрална парализа, од исклучително значење е да овозможиме да корисникот има пристап до компјутера, со тој пристап до едукација, да може да научи да чита, да пишува и се она што е потребно, нели, согласно возраста, согласно потребите. Корисна е уште од раната возраст и сметам дека некои деца и некои корисници кои што имаат одредени потешкоти, можеби никогаш не би добиле шанса да постигнат одредени образовни цели доколку не би ја имале асистивната технологија, затоа што ако едно дете нели не може да го држи моливот и да пишува, како би бил вклучен тогаш во образовниот процес? Бидејќи спомена, кога ми го даваше писмото, рече телевизијата, еве и ти Огнен. Дали тоа значи дека може да се вклучат и физички лица, индивидуални лица кои што едноставно чувствуваат потреба дека сакаат некаде да помогнат? Дефинитивно. Не постои ограничување во контекст на тоа, слободно може сите индивидуалци. Не, реков да не сте само бизнис насочени. Насочени сме кон пошироката заедница. Бизнис компании, организации, здруженија, индивидуалци, така што секој што сака да поддржи нашата работа може да донира, може да не искомуницира, може да отвори на нашиот сајт, имаме посебен дел каде што е опишена детално програмата, може слободно да ми се јави мене, да ми пише мејл, на кој што нели ќе позборуваме за подробностите, така што не постојат ограничувања. Сите се поканети да... Дали веќе во денешно време, бидејќи тоа и на почетокот го подспомна и баш сакам вака да го поразговараме веќе повоопштено за разлика од деталите до сега, дали веќе во денешно време тоа не само како желба, туку можеби дури и да доаѓа и како обврска, една поттикната обврска на компаниите да дадат назад кон заедницата, односно општествената одговорност, како што се нарекува, да бидат одговорни компании. Да, можеби понекогаш тоа изгледа како да е еден тренд, но јас сметам дека општествената одговорност е нешто што ни е многу потребно, затоа што ако сите заеднички ние и граѓанскиот сектор и бизнис секторот и сите останати чинители на заедницата, доколку заеднички нели
делуваме, верувам дека заедницата за сите ќе биде едно побаво место. Така што доколку не знам, одредена бизнис компанија вложи во едукацијата на одреден корисник, можеби тој корисник за некое време би се успособил и би можел да се вработи во таа компанија, да допринесе на некој таков начин, или можеби не баш во таа компанија, но во секој случај нели овозможувањето на едукацијата и оспособување за вработување е нешто што е многу важно, особено кога зборуваме за децата и лицата со посебни образовни потреби. Така што општествената одговорност, освен што е тренди, е нешто што е од исклучителна важност, и самите компании добиваат одредени придобивки, нели, со самиот закон за донации. Сега јас не сум правник, но постои закон за донации, според кој што имаат одредени на крајот има на УЈАП една ставка на деношната пријава, да, каде што вели за донации. Таму имате и точни износи. Не за друго, сега си ја проверував деношната пријава, па затоа знам, ги гледав точките, ги научив. Софија, кажи ми, кога зборуваме за тимот кој што работи, вие верувам дека сте еден поголем тим, бидејќи со толкав диапазон на корисници со разни потреби, верувам дека имате и многу голем тим. Да, во нашиот центар работат 4 специјални едукаторки и рехабилитаторки. Имаме еден логопед. Едукаторки и рехабилитаторки, сите? Да. Да, 4 сте, значи. Сите 4, да. Инаку во делот на центарот, да, тоа е тимот кој што работи, а во делот на самата организација ние работиме и на неколку проекти. Проектите генерално имаат... До проектите, да. чекај. Сите посебно сакам да ги разгледаме, особено тие што ви се сега во ек. Мислиш, не сум ли јас спремен? Не. Прекрасно. Тимот... Да, така што работиме, самите едукатори работат и во склоп на центарот, работат и проектно, но тимот кој што моментално го имаме е тој. Што значи еден ден на корисниците? Тоа значи дека доаѓа од наутро па до попладне, или како тоа изгледа, чисто еве да знаат луѓето? Тоа значи дека корисниците добиваат еден индивидуален пристап, како што споменав и претходно. Часовите генерално се околу 1 час за еден корисник, меѓутоа согласно потребите, нели понекогаш тој час знае да биде 45 минути, час и пол. Во суштина, корисниците кај нас доаѓаат за да добиваат едукативен час. Така што во тој 1 час едукаторот има претходно подготвена програма, според која што работи, се со цел остварување на целите на самиот корисник. Не знам доколку еден корисник има за цел да научи да чита и да пишува, преку нашите софтвери едукативни или преку одредени останати програми, едукаторите го следат, го навигираат на некој начин корисникот за да може сето тоа да се го овозможи. Ние во рамки на нашето здружение работиме доста и на едукативни софтвери, односно се обидуваме да работиме на локализирање на софтвери. Имаме едукативни софтвери кои што се викаат Show-Me и се достапни на македонски јазик, она што е многу важно. Така што користиме таков тип на апликации и игри кои што го помагаат процесот на учење. Кога зборуваме за учење, дали истовремено вие, да речеме, вашето знаење го нудите и на луѓе кои што се интересираат, например, и тие да се обучат за работа со овие лица со попреченост, во смисла на, не знам, бидејќи наставниот кадар е тој кој што најмногу се повикува во периодиве наназад за работа со лица со попреченост и освестувањето, практично, сензибилизирањето нивно. Да, тоа е делот со проектите што пред малку го споменав. Значи, ние во рамки на нашата организација работиме и проектно, и проектите не се насочени на потекнување на затоа морам да си ги спремам како што се поред. Така, поред. Добро. Да, работиме ние во рамки на проектите на јакнење на капацитетите на наставниците преку еден од проектите кој што е инклузија на деца со посебни образовни потреби, поддржан од Детската фондација Песталуци. Во рамки на тој проект работиме со 10 училишта од 5 општини, и тоа од општина Центар, Тетово, Велес, Штип и Битола. И на наставниците од основните училишта им нудиме обуки за јакнење на капацитети, односно нели ги обучуваме, им даваме некој tips and tricks, јас би рекла, за како да си ја олеснат и како всушност нели да пристапат и да работат со
децата со попреченост кои што се инклудирани во училиштата. Исто така имаме проект кој што го работиме со поддршка од УНИЦЕФ. Тоа е исто така се вика инклузија на деца со попреченост во предучилишните установи. И таму работиме со вработените од градинките. Имаме неколку проектни градинки со кои што работиме. Во моментов баш имаме отворен повик за нови градинки кои што би сакале да ни се приклучат и да добијат обуки, така што доколку некои од градинките широм државава не гледаат и сакаат да ни се приклучат, слободно исто може да не искомуницираат. Така што да, нудиме обуки во делот на јакнење на професионалните капацитети, правиме работилници во рамки на проектите, работиме со родителите. Имавме неодамна една програма за вешто родителство каде што се работеше и со родителите, не само со наставниците. Се трудиме да се сензибилизира заедницата на едно пошироко ниво, родители, стручни лица, едукатори, бизнис сектор, општините, целокупната локална заедница. Одлично. Во делот на, да, ги споменати и проектите и со кого се соработувате и слично, дали имате некоја меѓународна соработка? Да, имаме, тоа е третиот проект што не го споменав. Третиот проект се вика Skate и станува збор за Erasmus проект кој што го работиме ние како Отворете ги прозорците во партнерство со Универзитетот Кипар од Белгија, уште една организација од Белгија и од Италија. Исто тој проект е со фокус на асистивната технологија во раната интервенција, односно во на предучилишна возраст. Софија, кога зборуваме за попреченоста, не зборуваме тоа дека, еве и во случајот и на прибирањето средства, не зборуваме во однос на тоа дека станува збор за оптоварен живот само на лицето кое што е со попреченост, туку станува збор за оптоварување на целосниот и буџет, но и животот на неговото или нејзиното семејство. Во овој случај, дали е важно да се истакне дека вие со овие прибирања средства од донатори, вие впрочем им помагате на семејствата? Да, таа идејата со нудењето на бесплатни услуги, свесни сме колку многу чинат услугите и како што споменав и претходно, идејата ни е да им го олесниме товарот на некој начин на семејствата преку самото нудење на бесплатни услуги. Како што споменав и претходно, кога станува збор за одредена состојба од ваков тип, понекогаш се потребни повеќе третмани, потребен е, не знам, физиотерапевт, логопед, специјален едукатор, доколку се пресметаат сите тие нешта на месечно ниво се добива една голема сума. Така што да, идејата ни е да им го олесниме тој дел на семејствата. Инаку, во рамки на фандрейзингот, освен ова прибирање на средства, во рамки на проектот Инклузија на деца со посебни образовни потреби, кој што ни е поддржана од Детската фондација Песталоци, имаме едни, јас ги нарекувам мини фандрейзинг проекти, кои што ги работиме со 10 проектни училишта. Добро. 10 проектни овие што ги училишта, споменавме во градовите, да. Да, кои што ги споменав, во суштина училиштата креираат фандрейзинг настани, односно организираат настани на кои што прибираат средства и средствата од самите настани ги наменуваат за прават промени всушност во самите нивни училишни средини во поглед на пристапноста или на инклузивноста. Па така имаме училишта кои што детектираат дека им е потребно пристапна рампа во поглед на пристапноста или сензорна соба, може би, или некои дополнителни дидактички материјали. Оно што ние преку проектот го правиме, им даваме поддршка за време на процесот на организирање на самите настани. Веќе имавме доста настани изминатиот период организирани во Штип, во Велес, во Битола. Каков беше приемот? Јас присуствував на дел од тие настани. Настаните пред се организирани од и за децата. На самите настани, на најголем дел од настаните, се вклучени и вработените од училиштата, и децата со и без попреченост кои што се дел од училиштата, така што настаните, освен што има за цел да приберат
средства кои што понатаму ќе се искористат нели во поглед на подобрување на пристапноста. Самите настани се една забава за децата. Тие еве во Велет бевме пред некое време и баш има организирана настана која што има спортски игри, така што самите деца со и без попреченост беа вклучени во самиот настан, си игра игри, им беше супер забавно, а истовремено нели и се случува некоја промена која што Како да ја подигнеме јавната свест? Јавната свест преку кампања. Преку гостување вака во емисија? Да. Исто така, минатата година спроведувавме кампања за јавна свест, која што има едно мото многу интересно, учиме да вклучиме. Оваа година, еве, да најавам дека во предстојниот период повторно ќе ја спроведуваме. Тоа е нели кампања за закривање на јавната свест, која што оди на социјалните медиуми, на радио. Имавме минатата година и постери кои што така ги имавме поставено на секаде. Јавната свест не се крева само преку кампањи, според мене, туку преку нели секојдневно делување во заедницата, така што јас мислам дека ние како здружение Јавната свест, освен преку периодичните кампањи кои што ги спроведуваме, ја креваме секојдневно, така што го поддржуваме процесот на развој, на едукација и на корисниците кои што доаѓаат кај нас, меѓутоа и на воспитувачките од градинките, на наставниците од училиштата со кои што соработуваме, и кревањето на јавна свест е еден процес кој што можеби кај нас ќе трае подолго време, но Тој веќе трае подолго време и веројатно ќе трае уште некое време. Да, но ние секогаш нели сакаме да гледаме позитивно. Така што верувам дека секоја промена исто така доаѓа од себе, нели мора да тргнеме од себе за да не се случи некоја промена, и верувам дека со нашата работа ќе постигнеме поголемо освестување на заедница. Вака како тргнеме прашање по прашање по прашање по прашање, Софија цело време, уште еден проект, уште еден проект, уште една кампања. Тоа значи дека дека спонтано одговарам на прашањата, немам концепт. Тоа дека спонтано одговараш, тоа е несомнено, но дека истовремено вие и како тим, толкав колкав што сте, навистина имате посветено големо внимание за од различни страни да притиснете. Да пристапиме, да. Да пристапите, се извинувам. Да, се трудиме да работиме и преку проектите нели на сето ова што го споменав претходно, и преку директната работа, и јас секогаш себе си некако сум се гледала како човек кој што би сакал да лобира за нели да речеме правата на децата и лицата со попреченост, меѓутоа сега како што работам во отворите ги прозорците, сваќам дека промените се случуваат и ова потикнувањето на целата средина преку делување на вистина од многу различни сегменти, преку самите часови кои што ги нудиме, преку дел од програмите кои што ги спроведуваме во рамки на проектите. Се трудиме исто така и со локалната заедница и со општините да работиме, освен со бизнис секторот и со училиштата. Така што да, се надевам дека сите ќе научиме да вклучиме. Дали имате соработка и со државните институции? Државни институции од типот на училиштата? Од каков било? Да, добро, училиштата. Од секаков вид. Да, во изминатиот период имавме настани на кои што присуствуваа представници од институциите, од министерствата. По конкретно работа и соработка во насока на нели да работиме директно, не, меѓутоа во рамки на овие проекти предвидени се баш во следниот период неколку јавни дебати на кои што ќе бидат присутни вработени од општините, бизнис секторот, училиштата во сите овие градови кои што ги споменав претходно, така што на тој начин. Остана ли нешто недокажано или неспомнато? Остана да ги имаме уште многу веројатно за зборување, нели како што тргнавме, како што постоиме 17 години. Предпоставувам дека треба да ги поканам сите гледачи, бизнис секторот, индивидуалците и организациите кои што не следат во моментов да слободно ни пристапат. Може
да не најдете така што ќе пишете во пребарувачот openthewindows.org, тоа е нашиот вебсайт. Имаме и Facebook страница на која што сме активни, може да ми скомуницирате преку мејл или на телефон. Би сакала да ги поканам сите, особено бизнес заедницата, да не се вклучат и да станат кум на нашето здружение. Софија, ти благодарам многу за издвоеното време, за тоа што ни беше гостинка во Студио 10 и се надевам дека можеби следниот пат кога ќе се видиме за да ни раскажеш колку пари сте собрале. Секако, а во меѓувреме очекувам одговор на мојата покана за ТВ24 да стане кум на нашето здружение. Гледате тоа, праќате покана и ви враќаат со покана. Ти благодарам Огнен за кумов. поканата и за Се чувствувам препознавањето. свадбено. Ама на свадба така се даваат пликца, така што... Поклон во плик. Така е, така е. Софија, благодарам многу и со успех. Ти благодарам.